Добро утро и од мене во Слободен печат. Естетска хирургија, пластика, ботокс и филери. Борба за вечна младост. Кој преовладува, жените или мажите? Можеме ли да се бориме против старењето и едноставно да го застанеме времето? Денес наш и ваш утрински гостин во емисијата на Слободен печат е доктор Роберт Стојовски од приватната здравствена ординација Роберт Стојовски. Еден од најмладите, можам да кажам, и најпознатите пластични хирурзи во државава. Најпрво добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата за Слободен печат. Добро утро. Чест ми и задоволство сум тука со вас и да појасниме ако може на гледачите некои од овие теми што ќе ги започнеме. Најавив за дел од темите кои што ќе ги отвориме денес. Се почесто по улиците се шетаат жени кои што, да не речам дека се дело под игли, значи употребуваат филери и ботокси, меѓутоа вие работите една сосема друга проблематика во која што пациенти се луѓе кои што се во повозрасната група, да кажам над 30 години. Станува збор за естетска хирургија, значи конкретно за подмладување, меѓутоа оперирате и гради, подмладувате со фейслифтинг. Ајде најпрво кажете ми која старосна група и дали се само жените ваши пациенти? Не, има и жени и мажи. Повеќето се жени. Поради општеството кај нас збориме за нехируршки третмани. Се уште стереотипи има кај мажите, кои што се кријат. Помладите генерации, например, кај оние што се уши, корекција на уши или некои други помали корекции веќе не се кријат. Машките или не знам гинекомастија кои што зголемени машки гради не се кријат, едноставно се што е комплекс и го решаваат помладите генерации, повозрастните генерации каде што поглавно се работат капаци, затоа што кај сите, кај мене и кај вас тие ќе паднат капаци со тек на време, од виша кожа, по гравитација целото лице се стимнува надале. Се уште има некој стереотип, но во последниве години истиот се разбива, како што гледаме надвор што се прави, како се прави, кој ќе кажат убаво да изгледа. Па во рамки на нормалата, да, ја не би сакал некои екстремни трансформации да правам кај пациентите. Тие што сакаат екстремни ги прекам на друго место. Не сум љубител на нешто да се смени ликот целосно. Нехируршките третмани што ги спомнавте вие, тие се воглавно кај помлади, се почнува затоа што секогаш е подобро се почне со нехируршки третмани, кој што рековте вие, филери и ботокс, затоа што тоа е превенција за старење. Што би значило дека некој ако користи од 25-30 години, користи до 35, сигурно на 35 нема да изгледа како 35, ќе изгледа доста помладо или на 40. Отприлика за 15 години користење на овие нехируршки третмани со биоревитализација, филери и ботокс, американците израчунаа 10 години се крати. Визуелно. Значи на 40 веќе се 30 да, само да не се претерува. Се што ќе се претера, обратен ефект се постигнува, изгледа надоено лицето, со отоци, едеми, постаро изгледа ако е премногу употребено нешто. Така да најбитно е лекарот кој што ги изведува овие интервенции да има осет за уметност малку и да можам слободно да кажам дека да не биде алчен, дека треба да стави повеќе од тоа што кога е вистинското време за ботокс и за филери, докторе? Индивидуална е генетика. Индивидуална генетика. Може девојче или машко на 19 години да има повеќе бори него на 29-30 некој друг, а да нема употребено ни едното ни другото. Ботокс се употребува каде што има мимик повеќе изразена. Тоа значи во мускул се става ботоксот, се оневозможува неговото движење, се прави некоја блага пареза на тоа место, а за разлика од него филерите се сосема друго, тука малку мешаат. Пациенти филерите хиалуронот, например, е јаглехидрат кој што собира вода. Докога го ставиме на некое место каде што сакаме да пополниме бора или волумен да додаеме, тогаш идеме со филер или хиалурон, јаглехидрат. А ако сакаме да стопираме некоја мимика, да не се дигаат вегите нагоре или при смење линии, тоа се употребува клостридиум ботулинум или ботокс, тоа е протеин. Спомнавме блеропластика. Тоа е операција на очни блефаропластика, да, на очни капаци. Може да биде горни или долни.
Колку трае тоа е со локална анестезија Горните се прави, очни колку капаци е во периодот главно за е со локална опоравување? анестезија. По поравак, да речеме, 7 дена, 5 до 7 дена. Интервенцијата трае 50 на минути, каде што слободно се одвива комуникација со пациентот, бидејќи истата анестезија како за на стоматолог, само што боли многу помалку од стоматолог, бидејќи ова става под самата кожа. Значи, воопшто не си идат длабоко према мускулите и е сейф процедура, збориме за горни очни капаци. Компликации скоро и да нема, да не постојат за горните спорамочни капаци. Се мери колку треба да се извади таа кожа пред интервенција, се црта. Во медијалниот дел, блиску до носот, тука пола од пациентите имаат масно перниче поизразено кое што треба да се извади, затоа што има тест како се прави, претходно се притиска окото и ако излегува масното перниче во кјошот, тогаш истото и се вади при интервенцијата, бидејќи масните перничиња собираат вода. Нели, стомакот надуени сме, нели кажуваме, тоа е затоа што собрано вода. Кога ќе се извади тоа масно перниче, веќе не се собира вода, поготово кај тие пациенти е видливо во утринските часови, докато јаделе вечерта сол, благо, се собира вода како шеќер во тој дел и се потечени. Изгледа уморно. Со горна блефаропластика ги отвараме очите и поодморно изгледаат пациентите. Долната блефаропластика во главном кај 90% од пациенти има 3 масни парничиња кои треба да се извадат. Едно е централно, медијално, едно е латерално. Тие се оние што собираат вода и малар фетпет, тие се како надувани изгледаат. Подочници. Тоа е долна блефаропластика, која што доколку има одвишок кожа, се прави резот под самото око, кој воопшто не се ни гледа после неколку месеци. А доколку немаме одвишок кожа, тогаш се оди преку конјуктивата, од внатрешниот дел, со цел да нема никаков рез и е полесно за вадење тие масни перничиња. Оваа интервенција, доколку е само кожа да се вади, а тоа е ретко, да нема потреба од масни перничиња, може да се изведе во локална анестезија. Но доколку треба да правиме кантопексија, тоа значи овој дел, долниот дел, да се фиксира на самата коска, тогаш би било нелагодно за пациентот во локална анестезија и би предизвикало сигурно некоја блага болка. За да не го изложуваме пациентот на болка, секогаш моја сугестија е воопшта анестезија долни капаци, освен кај оние пациенти каде што рековме се ретки, но не треба да се вадат масни перничиња. Околу фейслифтингот, кога е вистинското време и што практично значи? За колку после завршена интервенција, за колку пациентот изгледа помладо и колку трае опоравувањето овде? Нема Бидејќи голем дел од македонките најчесто патуваат во Белград, во Србија или во Турција, да им објасниме дека цела постапка може да ја добијат и овде кај нас. Па добро, и тие од Белград доктори идат на исти едукации каде што дам јас. Така да немаат они некоја посебна школа, затоа што таа школа што била, не знам, време Југославија, тоа веќе не постои. Затоа што тоа се веќе застарени методи. Застарени методи се тоа. Ова е гранка од хирургијата која што иде цело време напред. Да, тие реконструктивната хирургија, која што јас не ја работам, е многу тешка. И микрохирургијата се уште веројатно се работи по исти методи како и порано. Има феноменални пластични хирурзи од Словенија, од Србија, каде што можат нашите пластични хирурзи да одат на едукација. Во естетската медицина, бидејќи секоја година на тие конгреси што одиме, еве сега утре одам конкретно за Мајами на конгрес, па идам и на некои едукации таму кај пластични хирурзи, секоја година се стремат нешто ново. Затоа што кога има нешто ново ќе привлечат пациенти плюс. Да. Така да тој дел веројатно на исто рамниште сме сите. Дали Србија, Хрватска, Македонија би било на исто рамниште, тие што работат естетика, доктори. Ве прашав за фейслифтингот. Што тоа практично значи и колку трае операвувањето? Не добивме одговор. Значи, операвувањето од фейслифтот трае, да речеме, 2 недели, од прилика. 80% додекот во тие 2 недели се намалува. Фейслифтот нема некоја старосна граница, но јас ги советувам кога веќе има опуштеност на вратот. Кога има веќе опуштеност на вратот, не може да се коригира со филер и ботокс, кога е опуштена кожата. Или мускулот платизма. Тогаш веќе треба да гледаме на хируршки дел, каде што е фейслифтот и каде што ќе добиваме нешто што сигурно
трае десетина години како резултат и индивидуално колку години, нели, вие прашавте, се враќа наназад, но еве гледаме сега актуелни беа сликите од Деми Мур и од Бред Пит кои што изгледаат феноменално. И двајците изгледаат сигурно 15 на 20 години помладо и поубаво него ли кога биле, не знам, во кој филм беше со Деми Мур, Стриптизета или не знам што. Сега изгледа многу поубаво, па повеќе има 30, сега изгледа поубаво затоа што има добар пластичен хирург. За разлика од претходниот кој што па имаше како негативно, од убава жена направено лошо. Значи кај нив има исто, не знам која беше исто некоја Камерон Диас беше направена како погача во лицето, така да сега е многу убаво направена, значи и кај нив има и добри и лоши. Не значи дека ако се во Холивуд или ако се познати, ако имаат многу пари, дека секогаш ќе бидат многу убаво направени и кај нив има грешки, но конкретно за овие двајца што рековме, се стварно супер направени, се изложуваат обично и кај нас после 50-60 година на фейслифт. Фейслифт многу почесто се прави кај пациенти кои пушат цигари, бидејќи старе е кожата, сува е, кои се изложени на повеќе надворешно влијание, например, летен период се подолго на плажа или зимно на планини, затоа што таа кожа побрзо старее од ветерот и од сонцето. Оперирате ли трансродови до сега сте имале? Не. Значи тоа е реконструктивна хирургија, не е пластична. Меѓутоа доколку ви дојде некој кој што да кажеме претходно бил, не го работите воопшто. Не може некој да работи се. Јас сум си конкретно за неколку операции профилиран и тие операции се стремам да ги научам што подобро и немам потреба да работам нешто што нит знам, нити ми е предизвик. Вградувате импланти во гради? Да, тоа е честа интервенција. Кај помладите се изведува најчесто поради мали гради или асиметрични, додека многу почесто, барем мојот случај, онај мами мейковер, после 2-3 дечиња, кога по гравитација и од доење, најчесто грешка прават мајките што повеќе од една града дојат него. Двете, затоа се добива таа асиметрија, па треба да се коригира. Во главном, кога останува кожа одвишок, се коригира, принцип се става и имплант и се крати одвишокот кожа, се моделира таа града. Имате ли обратна ситуација? Сте имале ли во текот на годиниве кога од преголеми гради некоја побарала да и се намалат? Многу често, секој месец има бар 2-3 пациентки, затоа што они тие пациентки имаат проблем со грбот. И постојано се во некоја нелагодна положба каде што се свиткани, за да не се приметуваат тие големи гради. Значи, тоа е на вистина проблем. Во Америка истата таа операција е под фонд. Значи, не ја плаќаат пациентите. Конкретно се имам пациентка од Америка за еден месец, каде што јас пополнувам заради незиното осигурање, што треба да се прекава, комплетно ќе биде рефундирана цела сума. Бидејќи тоа е здравствен проблем. Има и со хормонално пореметување не прекинуваат да растат. Така да Ви се случува ли да дојдат со некаква фотографија и да бараат, да кажеме, усни како некоја позната личност, очи, јаболкници, вакви, такви? Да, често се случува, не прифаќам фотографии, затоа што треба да ми покажат како изгледала таа особа претходно, а многу е лесно кога ќе донесат некој да видиме после како изгледал. Значи треба да видиме што материјали имаме за работа. Не знам, вика најдобриот мајстор за коли ако однесеме некоја кола. Од Фичо Мерцедес не може да се направи сигурно. Така да секогаш се стремиме, се стремам со моите пациенти да го задржат нивната автентичност, да поправиме тоа што може да се поправи во рамки на нормала, да не изгледаат сите исти една на друга, иако сакаат да изгледаат, мора да кажам, затоа што има една универзална убавина. Имаме, не знам, 5-10 жени, би ги набројали јас и вие, што би рекле дека у светов се убави, и 5-10 мажи у светов што се убави. Значи има универзална убавина. Као Џони Деп, брада и не знам. И секој машко би сакало да има таква брада или Бред Пит и не знам што. Така да и жени, не знам, Джесика Алба и Да, меѓутоа тоа е автентичност. Еве ве прашувам некако лекар, меѓутоа како маж, дали која е убавината? Постои ли дефиниција за убавина? Дали постои дефиниција за убавина? Бидејќи 90% од жените голема уста, коси очи, вештачки трепки, екстензии на коса, некако стана стереотип во последниве 10 години. Јас повеќе за овие работи што ги кажувате, викам да ги трна, така да не е мој тип на девојка, да. Така. Е жена, да. Воедно
Јас имам супруга која што многу малку од овие работи има направено, така. Тоа ми беше следното прашање, дали вашата супруга е ваша пациентка? Па да, некој кај друг пациент кој може нека каже слободно, мислам, нема проблем. Што спомнавме, мажите ми рековте дека доаѓаат само 30%. Што бараат највеќе? Околу лицето корекции, носот, ботокси, филери или сепак секако жените бараат некоја друга интервенција хируршка? Не хируршки третмани се повеќе прават. В принцип, како што кажавме, за да се стопира или да се ублажи периодот на старење, што е нормално и убаво изгледа, све што е умерени граници. Помалку филери ставаат мажите од жените. Ставаат најчесто оние мажи кои што имаат драстична разлика во тежина. Се бават со фитнес, каде што ставаат по 20-30 кила за надпревари, или мажи кои што едноставно решија да сменат начин на живење. И целата таа кожа, колку што е убаво кој ќе ослабете, нели добро изгледа целата таа, али кожата виснува и мажите кои што се многу слаби, па и жените, секогаш изгледаат постаро, него ли оние кои што се буцки. Буцка жена, јас така секогаш се шалам, има доволно количина на масно ткиво. Тоа масно ткиво ги држи кожата и мускулите многу подолго време заедно, споени за да не паднат по гравитација, него ли кај тие што се многу слаби. Кај тие што се многу слаби, многу побрзо слабеат. Многу побрзо стареат. Да. Така да мажите од хируршки аспект најчесто, што рековте, носа, али заради девијација, ради дишење, не е ради естетика, машките не се многу по естетичари? Македонските мажи или тоа е светски тренд? Па, зборам јас за кај мене. Може кај други колеги у Македонија е другачија. По мажи нема многу за естетски корекции на нос. Уши има доста мажи, затоа што пократка коса носиме, па е поприметливо. Кај жените може да се скрие, нели? Со коса, мажите, ако сакаат поготово да носат кратка коса и се спортисти, например, таа операција ми е многу почеста мажи него жени. Гинекомастија е честа кај мажи, поготово кои оние што земале стероиди во тек на животот и не земале паралелна превентивна терапија, што треба некој професионален тренер да им ја препише. Кај нив после микс на хормони тестостерон и естроген растат градите. Откако ќе прекинат со спортувањето, така да и тоа се решава хируршки, се вади таа што е ексес жлезда, што е одвишок, и плюс се прави липосукција на делот. Да, кога сме веќе кај липосукцијата, колку македонкиве се подготвени на липосукција, колку често се бара и колку е трајна крајот на краиштата? Треба ли да се смени начин на живот? Липосукција прифаќам само кај пациенти што одлучиле да сменат начин на живот. Многу често им кажувам, откако ќе дојдат кај мене преглед, да се сликаат на вага са бајлето, ми ја пратат сликата, ја зачувуваме и им кажувам, ако успеете 7 до 10 кила да симнете у период од 3 месеца, че вие стварно сакате да промените нешто кај себе. Мене ми е најлесно да го извадам масното ткиво. Но ако продолжи да јаде пица за доручек, хамбургер за ручек и навечер, не знам што, пита, истото ќе се врати, ќе се наталожи. Можеби не на таа регија, никогаш во тие мерки како што било толку многу, али на други места ќе се зголеми тежината и ништо не сме постигнале. Значи, липосукција е кај пациенти кои што спортуваат, кои што вежбаат, кои што не може да го тргнат тој дел, има делови ради генетика кои што многу потешко се тргаат, особено фланкови, страничните делови со спорт. Така да да, сум за липосукција, но кај пациенти што би смениле начин на живот и најчесто липосукција ја правам заедно со абдоминопластика. Кај, пример, 2 бременности по 20-30 кила, имаме промена, што тоа е огромна промена за кожата. Таа нема доволно еластицитет, поготово кај повозрасни мајки. Трендот е се све покасно и покасно стануваат бремени, може ќе биде и на 50 години како тргнале. Така да уште ова да направам, уште она да направам, да, уште вамо да прочитам, да се сликам и така. Претходно, кога било на 20 години останувале бремени, таа кожа брзо се враќа, затоа што е млада кожата, има еластицитет, има колаген и немало толков број на такви интервенции.
Така да сега во комбинација абдоминопластика и липосукција е доста честа интервенција. Која ви е најстарата пациентка кај која што имате направено пластична операција и имате ли пациенти кои што континуирано се враќаат? Зборувам За што зборувам? Општо зборуваме и за ботокси, значи направете паралела ботокс филер, тоа е веќе на 6 месеци до година. Тоа сум веќе како матичен лекар. Така. Матичен лекар за естетика 12 години. И за пластичната хирургија, така. Принцип да, што викате, на 6 месеци ботокс, филер еднаш годишно и се дружиме низ годините. Кога доаѓаме до момент после неколку години, 5-10 години, каде што им кажа што може да се поправи од хируршки аспект. Така да тие пациенти што се задоволни, буквално се шалам јас као матичен лекар, остануваат ваш пациент и ве почитуваат ако се задоволни. Така да ако не се осеќа пациентот дека на некое место е дојден само за да ги остави парите и само за да го пополни терминот, ако му се објасни, ако се врати назад, му се каже не треба ова, не треба ова, ќе ве почитува. Дали доктор Стојовски користи филери, ботокси и дали има нешто сменето кај себе? Ботокс користам, сега моментално немам ботокс, користам, обично ставам, јас сум околу октомври и мај. Пред лето, за превенција бори, бидејќи спортувам доста даска, суп, скијање вода и такви работи, кај што се изложен на сонце, па да не се продлавачат овие бори што ги имам, а зимно време со скијањето, така да со спортовите ми се на отворено и превенција правам, а филери немам потреба се уште. Така. Татко сте, имате керка, Да. препорака една до девојчињата и што очекувате, дали вашата керка утре ќе ви биде пациентка? Ако одлучи она, тоа е нејзино да биде моја пациентка, секој индивидуа има свое право како треба да изгледа. Моја да ја советувам да не претерува во нешто што сака, да го прави. Истиот совет е за сите девојчиња да не претеруваат, да не ги гледаат повозрастните, зашто и они ќе станат брзо возрастни. Вака проаѓа времето. Така, се почесто се добиваат ваучери за 18-ти роден ден за да се направат усни или да се коригира ботокс. Колку го поддржувате тоа? Па ботокс на 18-ти роден ден, такво нешто. Не сте имале тренте? Мислам дека немало. Не знам. Тренд. Еве сега се ближат матурите, така да ако прашате дел од матурантките ќе ви кажат дека сакаат зголемени усни. Па може да кажат дека е зголемени усни, но кај мене важи правило дека треба да е со родител. И ако е полнолетен? Па викате до 18. Ако е 18 пуни, ако е тогаш одлучува, ако треба минимално да се стави, зашто да не. Збориме кај некој што треба, тој што не треба, кажуваме не треба. Имало екстремни барања, пример сте препорачале 1 милилитар да кажам филер во уста да ви бараат 3 и потоа да се добие нешто што Нема никогаш да ставам, додека ја скинам дипломата, никогаш не почитувам ништо. Ќе кажат, тука јас тоа што сум учел, учам и ќе учам понатаму. Така јас кажам, до тука може, или ќе почнеме или не, или ќе одите на друго место, каде што ќе ви ги исполнат желбите. Не сум Дедо Мраз. Така. Да. Доктор Стојовски, ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го изданието на нашиот весник и секако следете на веб изданието. Ви благодарам.